А ти како бизнисот? Викам, бизнисот како? Никако, викам, се делат тендери таму у 4 очи, викам, али се надам дека со оваа новава реформаторска влада, дека конечно ќе има пари, ќе цветаат инвестиции, економијата ќе цвета, бизнисот ќе цвета, стопанството ќе цвета, сите ќе цветаме. Иако после 5 години мене ми стана јасно дека толку цветање мене само газов ми се расцвета, ама за тоа ќе ви кажувам малце попосле. И ја така стоиме ние на плоштад, сонцето пече, ја му викам на Перо, викам да се повлечеме овде под стреава, под сенка, оти викам ако продолжиме тука да стоиме и да го лижам сладоледов, ќе треба со лажичка да го сркам. И ние се повлекуваме нели под сенка, јас си лижам релаксирано, Перо нешто драпа, ја него ни слушам, ама многу добро го слушнав кога ми побара 1000 денари на заем, зашто наводно новчаникот го заборел у другите панталони, а требало да ја купи лек на мајка му што не бил на позитивна листа. И сега вие сигурно ќе се запрашате што има везе муабетов со Перо со мојата голгота по доктори и болници. Не слушајте сега. Значи ја му давам 1000 денари, он ги зима, жив среќен, тргнуе да ме полюби на античко-македонски начин, ја инстинктивно му се тргам, пошто претходниот ден го гледав на телевизија оној холивудскиот филм Александар Македонски и ми текна како Александар у филмот ги љубеше своите генерали на античко-македонски начин. Знаете вие каков е тој античко-македонски начин на љубење? Па она бе со јазици сега, знаете. Знам сега некој ќе каже, не, тоа е француски начин на љубење. Па не е тачно. Французите тој начин на љубење го презеле од античките македонци. Само први им текнале да го брендираат, па така сега се вика француски. И ова е тачно. Ова е тачно. Паско ми кажа. А ја многу му веруем на Паско. Како да не му веруеш на човек што носи 3 сати на рука? И со право ги носи. Сака секојаш да биде спремен да му ја затне муцката на секој што ќе го сретне на улица и ќе му каже: Паско, ти не си точен. И ја така, нели се тргам од другар ми Перо да не ме полюби на античко-македонски начин, а он вака се повлекуе, се смешка под мустеќ, ме гледа и ми вика: баце, тебе ти се погоди Сладоледов, беш ми матер, сите топки ги мавна да ми беш матер. Супер Сладоледов, Викам, супер бем ти матер, ти да немаш нешто против? Не вика, баце, немам ништо против, беш ми матер, крв да ти се стори, али ми беше незгодно да ти кажам, беш ми матер, стварно ми беше незгодно да ти кажам, али цело време додека го лижеше сладоледот ти капеше вода од ова еркондишенов директ на сладолед. Го гледам педериште во Скопско и си викам, само у Скопје има вакви педерчики хомосексуални, што можат мртви ладни да те гледаат како лижеш сладолед врко што капе вода од еркондишену кој што се мочале гулабите и после пола саат уше да ти побара 1000 денари на заем. Педеризмот у овој град е доведен до савршенство. Али скроз. И после некој ќе каже, Боки 13 бил обратен. А никој не се прашуе од кај научил Боки 13 да биде таков? Да не растел случајно у Београду, па тамо го учеле. Не бе, Боки има растено у Скопје. Овде научил да биде таков. И знаете што ми е најстрашно? Што мислам дека голем дел од тие што го учеле се тука вечерва меѓу нас. Или кажано на северно-македонски дијалект, неко меѓу нама nije наш. И така ми се направи некоја шубе од тоа еркондишенот, некоја кнедла ми застана у грло, вака кревам глава горе, шо да видам? Климата, Ниш, производња 1984, а горе на неа седнале 2 голуба, им вибрираа тоа газињата од тоа климата и ме гледаат право у очи као да сум првиот рикнат од птичи грип у држава. Леле, луѓе, ко ми се врати сладоледот у Ждрик,
Аж дригот која ми замириса на птичја кака. Викам, абе, кај најдов да лижам сладолед, која пола свет леп нема да јаде, бе. И ко ми се направи еден немир на душата, и све почнав да мислам на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло, тоа лајната на гулабите. Уствари, така започна мојава приказна. Седнав у кола, правецка и матичната, таа беше бивша професорка на медицински факултет, треба да иде у пензија, али не и сиде, мириса на земја уште ординира. И ја влагам кај неја и она место да ме праша шо ти е, шо те боли, па ја да и се пожалам дека сум се најал птичи лајна. Она мене фати за политика. Кажи те па нашиве на изборите, а? Кажи каква нова влада имаме. Кажи каков лидер имаме. Млад, па каков ораторе, па каква дикција има, па каква харизма, катаклизма. Еј, викам, докториве одма знаат која страна да ја фатат.